Здраво, јас сум Дамјан Читкушев од Штип, театарски режисер, продуцент и уште што све не треба да бидам, основач и реализатор и продуцент во вртешка интердисциплинарни активности. Па, беше многу интересно. За мене специфично, ново, трансформативно искуство би рекол. И за мене и за колегите што беа присутни таму, бевме собрани повеќе од 50 уметници од различни дисциплини кои што има шанса и сите меѓу себе прилика да ја споделат, да создаваат, односно да создаваат, да ја споделат и да ја дискутираат својата работа. Успеавме да реализираме целата програма, имаше театарски представи, концерти, изложби, филмски проекции, дискусии, разговори, разноразни ствари, други кои што некако беа комплементарни меѓу себе. Јас сум многу среќен дека секоја година приказната добива проширена нова смисла, значењата на приказната наша се умножуваат со секоја година, така да оваа година мислам дека нивото на фестивалот и на резиденцијата беше качено за разлика од претходните години. Секоја година тоа расте. Оваа година мислам дека имавме најинтензивна програма до сега и неизбиена, дури буквално некогаш се осеќавме како да луѓето ги приморуваме да движат од еден до друг културен настан, као седиме, тука дечки има изложба сега, одиме у селото има изложба, одиме ваму има представа, одиме ваму има дискусија и некако беше интензивно, динамично искуство. И многу ме радува што приказната ја почнавме тука во Македонија со уметници млади и етаблирани од Македонија. Веќе втората и третата година почнаа да се вклучуваат уметници од регионот. Оваа година имаше колеги Илани, оваа година имаше колеги од Бугарија и од Црна Гора. Сега имаме исто така партнерство склучено со колеги кои што се занимаваат со 3D мапинг, сценографија и глумачки ансамбл од Италија, Шпанија и Франција, така да приказната се шири и добива смисла и на регионално и на меѓународно ниво веќе, така да тоа е, мислам дека многу за мене како еден од реализаторите на проектот е многу значајно тоа што приказната има смисла се за повеќе луѓе и луѓето имаат потреба да ги споделат нивните приказни, да биде тоа место кај што други колеги од други дисциплини ќе може да рефлектираат, ќе може да резонира таа приказна со нив и да ги на некаков начин проверат, да ја проверат нивната работа у таква средина која што не е осудувачка. Потребата од кај што тргнавме на некој начин заедно со колешките со кои што го организирам фестивалот е да имаме место кај што ние ќе ја споделиме нашата работа, кој што спомнав, кај што ќе може да експериментираме и со конвенциите и со начинот на кој што може да се раскаже една приказна, да си ги провериме своите идеи и исто така простор, мислам дека една од клучните работи е за да простор кој што можеме да грешиме. Институциите и сите тие, да кажам, државни институции, некои официјални форми на создавање уметност, најчесто, барем кај нас и во искуството што ги споделиле колегите, идат на некаква сигурна варијанта, додека тука ние не сме обременети со тоа дека треба да правиме некое гениално дело, туку треба да бидеме храбри и да пробаме нови работи кои што не сме имале до сега храброст да ги направиме. Така да у таа смисла и некако просторот во природа и таа дистанца и тоа одвојување од некаква урбана средина го овозможува тој дел. Целиот настан се случува во и околу планинарскиот дом Вртешка, тука ни е голема предност што во самиот двор на
планинарскиот дом имаме село Вртешка, кое што е напуштено село. Интересно е како во падина е селото и треба да се спуштиш, да има мал хајк и селото, и таму исто отвора можности, многу инспиративно да се постават уметнички дела, најразни ствари. Оваа година имавме 4 фасцинантни изложби од млади македонски авторки, што баш му даде нова димензија на селото. Некако изгледаше селото поинако, не беше старо село напуштено со распаднати куќи и камења, туку некако делуваше живо. Резиденцијалниот дел се случува 10 дена пред фестивалскиот дел на Вртешка, а претходно ни е преку лични покани со наши колеги со кои што веќе сме соработували или преку отворен повик на нашиот Инстаграм профил. Ги избираме нашите соработници, тие се пријавуваат во едноставна пријава кај што објаснуваат нивната причина зашто би сакале да учествуваат. Потоа започнуваме средби, зависи оваа година работевме on-site specific performance низ просторот таму, низ целиот простор околу планината и во домот. Имаме неколку проби овде во Скопје и онлайн, и потоа пробите се случуваат таму. Во тој за време на тој резиденцијален период ние веќе спремниот материјал кој што го имаме од претходно, сите доаѓаат таму спремни, знаат што треба да прават, секој се знае улогата, како функционира нештото, кај треба да се постават, ги има мапирано просторот и сцените каде, која сцена каде ќе биде поставена, и се делиме во групи и на тој начин работиме, некако као се формира повеќе дневна уметничка заедница кај што секој на некаков начин допринесува да се случи делото, да излезе. Сите ми бија омилени, јас интензивно се занимавав и со техничкиот дел, имав носечка улога да пренесувам звучници и други елементи заедно уште со неколку колеги. Како што спомнав претходно, на тој фестивалски дел имаше 3 представи, тоа беа независната група Златен Елец, гостуваа со представата Добри луѓе, од нашето здружение Купола од Штип, копродукција со Битолски театар, имаме една представа што се вика Кој знае зошто. Тоа е монодрама на Ане Блажовски, работена по текст на Достоевски, и заедно со колегите од Штрих ја поставивме Сон на летната ноќ, во која што учествува 12 луѓе подела во представата, 7 луѓе беа само професионални актери, другите глумци кои што играа во представата беа драматурзи, режисери, музичари, имаше 2-3, имаше дури еден професор по латински јазик кој што играше во представата, така да се испадна многу спонтано и природно, и исто имаше 4 колеги од Факултет за драмски уметности кои што се уште студенти. И тоа беше театарската програма, имаше музичка програма во која учествува Сиото Джез, Next to Silence и нов состав од искусни музичари, Трето колено се викаат. Многу интересен настап има. Исто имаше Стефан Младеновски, Анастасија Сазовска и Мила Добревска има уметнички изложби, додека Филип Цветков имаше работилница за типографија. Исто така Здруженијето Зборци или патопоплачувачи, како што се вика здруженијето, има работилници и дискусија по повод 18 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Ана Тодоровска имаше исто така дводневна работилница за психологија и за предизвиците во креативниот процес и психолошка арт-терапија. Калина Дуковска имаше исто така дискусија за економијата и планината и како можат планините да станат нашето море во суштина. Што немаме море, имаме многу планини, 80% од територијата наша се планини. Да, па на ум ми беше ова со Сон на летната ноќ, сайт специфик перформансот, и оваа година конечно доби некаков формат и многу сум среќен заради тоа и возбуден, и
Гледам дека и кај другите колеги беше и го делевме тоа чувство. До година е петата сезона на ВИА, така го викаме ние, вртешка интердисциплинарни активности. И се надеваме дека и следната година ќе биде уште поголемо издание со многу повеќе активности, кај што ќе имаат прилика сите луѓе од различни дисциплини да ги споделат своите приказни кои имаат смисла, дека ќе се прошириме на, не знам, од Европа повеќе луѓе, дека ќе дојдат, веќе воспоставуваме контакти со другите луѓе, па се надеваме дека до сега тоа ќе биде најголемо и најуспешно издание. Тука ни е дилемата на нас, дали треба тоа да биде фестивал во класичен формат на фестивал отворен тип, заради тоа што ние сме малце луѓе во организацијата и е предизвик и одговорност голема да однесеш многу луѓе на планина кај што има и животни и природата само по себе е доволно непредвидлива за да се случат многу работи. Од друга страна па тој интимен дел од прилика посетеност е околу 50 до 100 луѓе дневно на станите кои што ги имаме. И тој интимен дел па дава една друга можност секој со секого да разговара, да размени прилики и баш ќе го спомнам тука последната вечер од оваа сезона, концертот на Nexus Silence, кај што буквално имаше евидентна размена меѓу уметниците музичари, колегите музичари и публиката, кај што сите 50 луѓе кои што ги слуша враќа, реагира на музиката и мислам дека тој дел би се изгубил ако првата публика се прошири. Така да мислам дека ќе бидам среќен ако го задржиме на некој начин оваа бројка на луѓе и успееме некако да ја овозможиме таа размена меѓу секој со секој што ќе дојде таму, да можат да искомуницираат, да прашаат за пристапот, кој како пристапува, што значи тоа што го работи, што на него лично му значи, што го возбудува за да го прави тоа што го прави. И тие некои прашања кои што мислам дека се основни ја трга таа мистификација која што некој дефолт ние имаме за уметноста, дека мистифицираме дека уметноста ова или она, у суштина сите се соочуваме со истите работи, сите ги имаме некои слични потреби до кога создаваме некој дел и мислам дека треба да се задржи, е вреден асет во нашиот фестивал. Да, делува различно и делува магично, значи сите луѓе кои ќе дојдат таму, одма, пошто се случува фестивалот во последната недела во август, кај што во Скопје уште и во Битола, во другите градови од државата е најчесто многу топло, одма полесно се дише на планина и работите многу интересно дека се случуваат магично. Дури да не е некој доволно спремен, дали ќе работи перформанс, некако се случуваат работите така. Самата природа, самата енергија, самите луѓе што се наоѓаат таму, додаваат на атмосферата да се ослободи тој што треба да представи одредена работа и безпрекорно да помине целото нешто. Па еве ќе бидам себичен, пристрасен, како се вика, и ќе одберам театар, пошто ги собира некако сите уметности, и звук, и слика, и тон, и мојата, например, првична идеја зошто го организирам ова е да ги испитам тие 4 елементи кога гледаме нешто во живо, тоа е драматургија, тело, визуелен и аудитивен аспект, и театарот или перформансот ги има сите тие аспекти во себе ги содржи. Имав среќа и привилегија и задоволство да работам до сега со прекрасни млади убави луѓе кои што се многу вредни исто така, кои што се многу посветени, кои што го преиспитуваат својот пристап, кои што внимаваат на кој начин приоѓаат на материјалот со кој што имаат да го работат. И едно од предизвиците на почетокот и стравови мои кога почнавме да го организираме резиденцијата и фестивалот е да не се собереме само таму да се дружиме,
туку и да излезе некаква добра работа од тоа. И за моја среќа и изненадување ми се докажа спротивното од мојот страв. Таму постојано доаѓаа луѓе кои што се посветени, кои што работат, кои што сакаат да остават нешто таму, ама и да земат нешто како искуство кое што понатаму ќе им служи у кариерата, ќе им отвори нови соработки и така натаму. И мислам дека у суштина кај младите автори кај нас тоа би го порачал да бидеме похрабри некако на некој начин, да не се плашиме да пробуваме нови работи, да експериментираме, да си играме со занаетот, да видиме што све може да биде тој занает, што све значи нашата професија, на кој начин све може да се раскаже една приказна и да идеме до крај, да бидеме цврсти до тоа, дури и да грешиме, така се учи, така се расте, така можеме да станеме и поголеми уметници и луѓе, да ги освестиме работите кои што ни интересираат, кои што ни воспитуваат. Значи, на некаков начин, релаксирање, удобност, да ти биде добро едноставно.